Несовесни систематски ја трујат Оризарска река, од утринава па во текот на целиот ден по течението со водата се мешала и некоја друга бела течност, алармираат од водостопанство Брегалница. Трагите на белата течност нив ги одвела до конкретно место. Кренавме по реката и еве дојдовме до поранешниот колектор кој излегува од целулозата, фабриката за хартија. Може би го користат и тој момент дека има поголема количина на вода и да ја пуштат нивната за да се малце да не се примете, меѓутоа повторно се приметува. Последното загадување трето за неполни 10 дена е причина за паника кај земјоделците кои во периодот на сејдба на ориз користат вода и од оваа река. Штетно за народот ќе биде и за се. Поради тоа што народ оде по нивите бос и водата е загадена, штетно на луѓето ќе биде рани и тие работи ќе биде катастрофа. Посебно за рибите уништување. Нема риба, плот нема ништо у Брегалница, тече нема, две риби не може да фане цел ден. Иде од неа таму, по ризи, по ово, по оно. Штетно е многу. И додека од водостопанство и земјоделците се соочуваат со проблеми и нервози, инспекторите се во дебела сенка. Денешното загадување е пето за само неколку недели. Сепак досега никој од надлежните инспекторати не излезе јавно да каже кој ги загадува реките на истокот, дали воопшто се земени мостри и што се испушта во Брегалница, Оризарска, Кочанска и река Осојница. Негрижата за реките не толку одамна беше причина добар дел од реките во регионот да бидат сместени во така наречена четврта категорија, што значи реки кои се на прагот да бидат прогласени за мртви. Имајќи предвид дека водата од нив се користи за наводнување, но и во добар дел завршува во подземните бунари од каде општините се снабдуваат со вода за пиење, загадувањето може да има сериозни последици. Токму и поради ова, крајно време е инспекторите да излезат од сенката и да си ја завршат работата за која се платени.